студентки и студенти, почитувани професори, почитуван професоре и декани, почитуван професоре Иван Джапаровски, другарки и другари. Пред да почнам да го читам текстот кој што го подготвив за оваа промоција, би сакал да кажам нешто во живо. Ми е особена чест да промовирам едно вакво капитално дело од мојот професор, намерно не реков дописен член и академик на МАНУ, бидејќи професор Джапаровски за мене за секојаш ќе биде професор, бидејќи уште од втората половина на 90-тите години ми држеше предавања по естетика и филозофија на култура, и токму по тие два предмета јас дипломирав прво од област на филозофија на културата, потоа специализирав, односно магистрирав и докторирав на теми од областа на современата естетика, и во текот на студиите додипломски и постдипломски имав интензивна комуникација со него и многу голема помош при формулирањето, артикулирањето, пишувањето и одбраната на сите овие трудови кои што ви ги спомнав. Згора на тоа, тој беше главен промотор на моите книги, кои што не се разбира ни приближно толку на број колку неговите. И ова е најмалку што можам да направам за да му се заблагодарам. Исто така, мислам дека треба да се наведе дека ова не е прво негово дело од областа на историјата на естетиката. Првото е меѓу неговите први книги, всушност, уметничкото дело, или како што јас сакам да си го нарекувам попрецизно, што е всушност и целокупниот наслов на делото, уметничкото дело во втората половина на 20-тиот век, каде што се опфатени главните правци и представници на филозофската мисла кои што се занимавале со прашања поврзани со филозофијата на уметноста и естетиката во 20-тиот век, односно во втората половина на 20-тиот век. И како што самиот професор ми има спомнато, планираниот втор том, ако не се лажам, мислам дека ќе се 2, не 3, треба да ги инкорпорира овие представници или главни представници од 20-тиот век, заедно со сите останати кои што следуваат после Дейвид Хјум, а тоа е, се разбира, нели, периодот од германската класична филозофија па се до денешни дни, заклучно со институционалната теорија на уметноста и Артур Данто и Џорџ Дики. Така што тоа е тоа што мислев да го кажам вака без потреба да читам, а сега би се преминал на она што го имам подготвено како текст, промотивен текст на оваа капитална книга Историја на естетиката од Питагора до Хјум. Јас имам научари меѓутоа за читање, ама бидејќи заборавам дека ги имам, а треба да ги носам, сега ги треба вака да читам. Окей. Во историјата на човечката духовност постојат теми кои покрај историските прекини, културните трансформации и променливите интелектуални парадигми обстојуваат како трајни прашања на човековото саморазбирање. Едно од тие прашања е прашањето за убавината. Уште од најраните почетоци на европската мисла, убавото не било сваќано само како сетилна привлечност или како уметничка вредност, туку и како филозофски проблем, како духовна категорија и како начин на кој човекот ја артикулира својата врска со космосот, со природата и со сопственото творечко искуство. Од тука,
историјата на естетиката не представува само историја на една филозофска дисциплина. Таа представува историја на човечката чувствителност, на духовните хоризонти во кои се обликувале представите за убавината, за уметноста и за креативност. Во неа се пресретнуваат метафизиката и поетиката, етиката и антропологијата, религиозната визија и уметничката имагинација. Од античките размислувања за космичката хармонија, преку средновековните теолошки интерпретации на убавината како одраз на божествениот ред, па се до модерните филозофски анализи на вкусот, чувството и естетичкото искуство, идеите за убавата и за уметноста се движат низ историјата како една од најдлбоките духовни константи на европската култура. Во тој широк историски и културен контекст треба да се чита и книгата Историја на естетиката од Питагора до Хјум на Иван Джепаровски. Ова дело представува внимателно и систематично патување низ неколку милениуми на филозофско размислување за убавината и уметноста, но истовремено и обид за реконструкција на духовната мапа на естетичката мисла, мапа во која различните идеи, теории и концепти се појавуваат како дел од една долга и сложена традиција на интелектуален диалог. Со избраниот историско-естетички пристап, авторот не се задоволува со едноставен хронолошки преглед на филозофските позиции. Наместо тоа, пред читателот постепено се отвора една поширока панорама на идеи, во која се следи начинот на кој различните филозофи и мислители ја разбрале природата на убавината, значењето на уметноста и специфичноста на естетичкото искуство. Во таа панорама, историјата на естетиката, во зависност за кој естетичар или филозоф говориме, се појавува како динамичен процес, како постојано преиспитување на односот помеѓу разумот и чувството, помеѓу природата и уметноста, помеѓу вистината и убавината. Книгата започнува со разгледување на питагорејската традиција, во која убавината се разбира како израз на космичката хармонија и математичката структура на светот. Кај Питагора, естетичкото не е само прашање на сетилно доживување, туку одраз на подлобокиот космички ред, во кој пропорцијата, мерата и ритмот се појавуваат како темелни принципи на убавото. Ваквата визија на хармонијата на космосот ќе остави длабока трага во натамошниот развој на естетичката мисла. Во продолжение, книгата се задржува на софистичката мисла, особено кај Питагора, каде што се отвара прашањето за релативноста на вредностите и за субјективниот аспект на естетичкото искуство. Со Сократ пак, размислувањето за убавата се поврзува со етичките категории и со идејата за целисходноста на предметите и делата. Убавото во таа перспектива не се разгледува само како форма, туку и како вредност, што е поврзана со доброто и со човечката практична мудрост. Особено значено место во книгата има анализата на филозофиите на Платон и Аристотел. Кај Платон, прашањето за уметноста не се појавува во рамките на неговата метафизика на идеите и непознатата теорија на мимезисот. Уметноста се разгледува како имитација на појавниот свет, кој самиот е одраз на повисоката реалност на идеите. Во таа сложена филозофска конструкција се отвораат фундаментални прашања за односот меѓу вистината, убавината и уметничкото представување. Аристотел пак, во својата анализа на трагедијата и во развивањето на концептот на катарзата, поставува нови темели за разбирањето на уметничкото дело. Неговата поетика представува една од највлијателните теоретски рамки во историјата на естетиката, во која уметноста се разбира како специфична форма на спознавање и како простор на емоционално и интелектуално прочистување. Античката традиција е дополнета со размислувањата на Псевдо Лонгин за возвишеното, категорија што ќе има огромно влијание врз понатамошниот развој на естетичката теорија, како и со неоплатонистичката филозофија на Плотин, во која убавината се појавува како духовна светлина и како одраз на повисоката онтолошка реалност. Средновековната естетика, представена преку делата на Свети Августин и Свети Тома Аквински, ја интегрира античката филозофска традиција со христијанската теолошка визија за светот.
Кај Августин, убавината се поврзува со божествениот ред и со хармонијата на созданието, додека кај Тома Аквински се развива систематска теорија на убавото, во која централно место имаат категориите интегритас, пропорцио и кларитас. Со Ренесансата пак се отвора ново поглавје во историјата на естетичката мисла. Леонардо да Винчи и Рафаел Санти, иако пред се познати како големи уметници, се појавуваат и како мислители кои артикулираат новата хуманистичка визија за уметност. Во нивните размислувања, уметникот се појавува како креативен субјект, како истражувач на природата и како медијатор помеѓу природниот свет и човечката имагинација. Раната модерна епоха е представена преку филозофите на Рене Декарт, Волтер и Дени Дидро, чии размислувања отвораат проблематиката на вкусот, уметничката критика и субјективното естетичко доживување. Посебно значење има и појавата на Александар Баумгартен, кој во 18-тиот век ја воведува естетиката како самостојна филозофска дисциплина и ја дефинира како наука за нижо сетилно познание. Кулминацијата на овој историски развој во книгата се наоѓа во размислувањата на Едмунд Берг и Дейвид Хјум. Берг со својата анализа на убавото и возвишеното го истражува емоционалниот и психолошкиот аспект на естетичкото искуство, додека Хјум, преку својата позната теорија за вкусот, ја отвора сложената проблематика на субјективноста и интерсубјективноста во естетичката проценка. Сепак, можеби најзначајната вредност на оваа книга се наоѓа во начинот на кој таа успева да ја прикаже историјата на естетиката како жива традиција на идеи. Ова е исклучително битно. Наместо низа изолирани историски портрети, пред читателот се појавува еден континуиран интелектуален разговор. Разговор во кој различните епохи се надоврзуваат една на друга, ги продолжуваат старите прашања и отвораат нови хоризонти на размислување. Во време кога современата култура често се движи во насака на фрагментација на знаењето и забрзано циркулирање на информации, ваквите книги потсетуваат на значењето на историската перспектива и на потребата од систематско разбирање на интелектуалните традиции што ја обликувале европската култура. Токму преку ваквите дела се одржува континуитетот на филозофската мисла и се создава простор за нови интерпретации на старите, но секогаш актуелни прашања. Затоа книгата Историја на естетиката од Питагора до Хјум може да се чита не само како научен преглед на естетичките теории, туку и како интелектуално патување низ духовната историја на Европа. Тоа е патување во кој убавината се појавува не само како тема на филозофска анализа, туку и како сведоштво за човечката потреба да се разбере и обликува светот преку уметноста, мислата и креативноста. Со ова дело, Иван Джепаровски уште еднаш потврдува својата улога како еден од малкумината најзначајни современи истражувачи на естетиката во македонскиот културен простор. Неговата книга не представува само научен придонес, туку и значаен културен настан, потсетување дека филозофијата на уметноста и историјата на естетичката мисла остануваат суштински дел од духовниот идентитет на европската и на македонската култура. Имајќи го сето ова предвид, книгата сесрдно ја препорачувам на сите искрени и љубопитни самотници кои сакаат да се запознаат не само со најзначајните филозофи и естетичари кои ги поставиле основите на естетиката, низините главни категории, теми и теории за уметноста, туку и на сите оние кои се заинтересирани за развојот на историјата на филозофијата пошироко и начинот на кој таа се рефлектирала врз развојот на разновидните промислувања за прашањата поврзани со естетиката, уметноста и убавата. Ви благодарам.
почитуван декане на филозофскиот факултет, професор доктор Оливер Багрески, почитуван декане на филолошкиот факултет, професор доктор Владимир Мартиновски, почитуван академик, драг професор и почитуван професор Иван Джапаровски, почитувани професори, почитувани колеги, студенти, драги гости. Да си го честитам, да ни го честитам роденденот на Филозофското друштво на Македонија. Претходно кога зборувавме со новинарката од МИА, вели што представува роденденот. Мислам дека треба да се каже роденден што значи дејноста на Филозофското друштво. Ми се чини дека тука е првиот клучен збор ентузијазам и љубов кон тоа да се одржи живата филозофска реч. Оваа година ни е јубилејна и на Институтот за филозофија, како представник на Институтот би сакала да го споменам и 80 годишниот јубилеј на Институтот за филозофија, но тоа веројатно подоцна ќе бидете информирани како планираме да го одбележиме оваа година. Некои од нештата кои што денеска сакам да ги кажам ќе коинцидираат со оние на колегата Ноневски, но ќе се обидам од една моја перспектива како историчар на филозофијата да дадам мој придонес кон читањето на делото на професор Джапаровски. Секоја филозофска книга која што ја доживува светлината на денот за нас представува настан и повод за една свечаност да можеме така како љубители на филозофскиот збор да уживаме во нешто што излегло од нас, од нашата традиција, од оние меѓу нас со кои што имаме диалог. Меѓутоа, ова ми се чини една посебен вид на свечаност, затоа што сепак имаме едно дело од еден поинаков калибар. Моето задоволство е пак уште поголемо како историчар на филозофијата, затоа што јас немам толку многу можности да се соочам со историско-филозофски истражувања кои што произлегуваат токму од нашата традиција, а пак дополнително задоволство многу задоволство, кога зборуваме за естетиката мора и со задоволство да пристапиме. Затоа што се занимавам со оние метафилозофски прашања за историјата на филозофијата, имено за нејзината смисла, методите, насоките, пристапите кон историјата на филозофијата, за мене представуваше еден предизвик да можам и можеби нешто идно предмет за идно истражување да се зборува за историјата на естетиката од Питагора до Хјум, па и во светло на едно претходно дело на професорот Джапаровски, повторно од истата едиција филозофски дисциплини, што беше издадено во 2020 година, пред 6 години, естетика естетичките категории, како еден почеток на пристапот кон естетиката, систематскиот почеток, а сега да се заокружи со историскиот пристап кон естетиката, со што ми се чини дека тука се добива еден, како да речам, кардинален, навистина длабок систематски потфат, да може да се даде ваков систематичен осврт на естетиката како дисциплина. Значи, од една страна ја имаме категоријалната шема, категоријалниот апарат, кој што го имаме во естетиката, за сега да се пристапи од една историска перспектива и на таков начин, како што велам, да се заокружи ова естетичко патување. И тука, несумнено, се наметнува онаа терминологија, десосировска терминологија на диахронијата и на синхронијата. Имено, и ми е интересно што и колегата Ноневски ја употреби таа метафора на мапата и на патувањето. Токму со естетичките категории професорот Джапаровски ни ја постави мапата на топонимите, топографијата на на поимниот простор на естетиката. Таму во суштина ни укажува каде се наоѓаат категориите, како се поврзани, каква е нивната структура. Меѓутоа, доколку останеме само на синхронијата, ќе видиме дека сепак таа е, како да речам, на некој начин статична. И токму поради тоа диахронијата тука всушност ја дополнува целата оваа слика, затоа што тука е во суштина процесот на патувањето. А ние филозофите го сакаме патувањето, па дури и да нема никаква цел. Имено тоа ни е професијата.
Така што со историско-филозофското истражување на естетиката кој што го имаме денеска, практично ни се покажува дека ова истражување е едно патување низ категориите на естетиката, како тие се појавуваат, како тие се трансформираат, како водат една до друга. Така што можеме да видиме дека всушност категориите не се статични, не се еднаш дадени и за секогаш осифицирани, туку дека се станици на едно живо интелектуално движење. И гледаме дека категориите имаат биографија, имаат успони, падови, имаат развој, имаат промени и сето тоа се случува низ диалог, низ диалектика и диалог. Диалогот не секогаш е пријатен за читање, понекогаш знаеме од Хераклит дека движењето и диалектиката оди низ борба на спротивностите, а кога ќе ја видиме всушност борбата на спротивностите, тогаш всушност и го доживуваме тоа движење и патување и ја гледаме живоста на традицијата. И кога зборуваме за Хегел и на часовите по пристапи кон историјата на филозофијата, тој ни е најважниот, нели, како оној кој што ни ја воспоставува историјата на филозофијата како дисциплина, секогаш го ја кажувам онаа метафора на кардиограмот. Затоа што кога имате неправилна линија, кога имате борбата, тогаш го гледате животот на традицијата. Знаеме дека правата линија не е добра вест, тогаш не е пациентот мртов. Овде всушност ги гледаме тие осцилации од еден екстрем до друг екстрем, токму ни става борба на спротивности. И повторно, сега кога сум кај Хегел, во оваа книга, во историјата на естетиката, ни се наметнува категоријата на времето, наспроти категоријата на дефиницијата и суштинското, која што имаме во естетичките категории, како единствен медиум да може тој дух и тие осцилации да можеме да ги дофатиме, нели, на кардиограмот, затоа што нели духот, мислата, идеите, вредностите единствено се откриваат низ историскиот тек, а не преку дефинициите, нели, и суштинските низ нивниот развој и низ начинот на кој што тие се појавуваат, умираат, можеби не умираат, но некако се трансформираат и така натаму. Низ оваа мапа, низ ова патување всушност на мапата на категориите, професорот не остава така да лутаме. Туку ни дава сепак некои, да се послушам повторно со GPS координати, некакви можеби ариаднини нишки, подобро, нели, да се движиме низ лавиринтот на естетичкото. И јас ќе ги сумирам како две, меѓутоа сепак читателот, вие како читатели, нели, можете да си најдете и некои други кои што би можеле да ве водат во низ ова практично патување. Па да, и водат, мислам, и добро оди со патувањето. Така што првата би била она на големата естетичка теорија, кој што веројатно го ја презема доминацијата во ова раздобје кое што опфатано во делото, кое што доминира некако и во антиката, и во средновековието, и во ренесансата, а понатаму веќе да имаме преземање на една друга, на некој обработка на некакви други категории и насочување во една поинаква насока. Од Питагора го имаме практично професорот и го оваа дефиниција, првичната дефиниција на поимот за убавото и убавината ја лоцира експлицитно, секако имплицитно ја има и претходно, меѓутоа експлицитно ја гледа кај Питагора, затоа што нели убавото го наоѓаме во задоволството на формалните односи кои се содржани во убавиот објект. И понатаму се возиме, нели, и се движиме кон Сократ, кој што скршнува всушност од оваа патека, од оваа траекторија и не воведува во едно задоволство кое што всушност извира од нашата внатрешно, од експресијата на душата и го воведува етичкиот елемент кој што ќе обстане многу долго всушност во разните интерпретации, додавки и одземања на големата теорија за убавото. Ќе имаме и во кај Платон и кај Плотин. Плотин додава, нели, дека единичните предмети, нели, ако имаме хармонијата и пропорцијата, мора да имаме сложени убави нешта. Меѓутоа, вели Плотин, можеме да гледаме убавото и во единичните и едноставните предмети,
и тие можат да бидат убави, меѓутоа сепак убавината е израз на душата, на внатрешната форма. Средновековната филозофија има доминацијата повторно на етичкото, односно на целесообразната причина наспроти формалната на естетичкото, додека понатаму се надополнува големата убава приказна за големата теорија за убавото и кај Дидрово, каде што всушност ни вели ама убавото може да биде и во релацијата помеѓу деловите на нели убавиот предмет, а може би и во релацијата на авторот и гледачот, во таа смисла поставувајќи некакви основи за една релациона естетика. Меѓутоа ми се чини дека поважната Ариаднина нишка која што можеме да видиме во делото и експлицитно професорот ја кажа и во воведот, може би е приказната за објективното и субјективното во естетското. И една имплицитна, да речам, проблематика на природата на задоволството и улогата на разумот. И некако низ целата, барем јас имав еден таков впечаток, професорот тоа така и го ја отсликува таа динамика, дека некако се нишаме како на една клатно, на еден пендулум од екстремното субјективистичко гледање до објективното естетичко гледиште, и тоа некако во историјата како да постојано да се менува. И ние сме, како да речеме, сме сведоци на една таква осцилација на објективното и субјективното во естетичкото. Од Питагор, убавината како број, убавината гледана во бројот како субстанција на стварноста, и уште веднаш ова објективистичка позиција е предизвикана од Протагора. И професорот ги става овие двајца како парадигми, значи Питагор од една страна и Протагора од друга страна, едниот како представник на екстремното објективистичко гледиште, другото на представникот на субјективистичкото гледиште, Протагора имено, кој што ни воведува традицијата на принципот на задоволството што произлегува од сетилата. Стабилизацијата повторно кон објективното го вликува, ни го дава Платон со метафизиката на убавото и уживањето во убавината на самите идеи. Меѓутоа, ова се задржува одреден период, меѓутоа некако од ова екстремно објективистичко гледиште, нишалото доаѓа во, како што велат физичарите, во еден во некоја точка на еквилибриум, онаа долу, кога нели нишалото се ниша, па ова е долу, со псевдолонгин, кој што ја воведува категоријата на возвишеното преку реториката, затоа што Лонгин вели дека кај него има субјективистички пристап. Убавината ја врзува со субјектот и истовремено со чувствените, имагинативните и етичките сили на авторот, меѓутоа истовремено има објективистички елементи затоа што станува возвишеност станува естетика која што претендира да биде општоважечка. И од овој краток моментум на да речеме еквилибриум, веќе одиме кон средновековната филозофија и тука нишалото долго ќе остане тука во објективизмот, затоа што нели го имаме тука, ја имаме теологијата на убавото и задоволството од созерцанието или контемплацијата, и истовремено во Ренесансата. Меѓутоа тука на едно друго поле, имено математичкиот поредок тука како извор на објективното, кој што треба да биде не само огледало на уметникот, туку истовремено и негов учител и водач. Многу остра реакција, нели многу брзо се враќа кон просветителската, каде што сензуализмот и релативизмот и изворот на искуството во сетилата го имаме како во неверојатно голем фокус, меѓутоа повторно се јавува пак сега Декарт, кој го враќа платонизмот и естетскиот формализам кој што е врзан за барањето на јасноста и разделноста. И тука професорот се навраќа кон Грлич, ни вели кај Декарт имаме еден презир кон мечтата. Тој всушност ни воспоставува една естетика озгора и затоа и најмногу, да речам, тука најексплицитно се јавува влогата на рациото и, да речам, една
не знам да речем блага критика, ама критика од професорот, барем јас така насетив кон Декартовите естетски позиции. Најјакиот моментум на еквилибриум го имаме кај Баумгартен, односно основачот на естетиката како филозофска дисциплина, затоа што тука и професорот го цитира Касирер, кој што вели дека Баумгартен е првиот кој што успева да се спротистави на антагонизмот помеѓу сензуализмот и рационализмот. Зошто? Затоа што ако естетиката е нижа гносеологија, која што се врзува со сетилното, тука имаме таа субјективистичка нота, меѓутоа од друга страна пак се обидува да ги најде законите на тоа искуство за понатаму тие да станат и закони на творештвото. Сега веќе при крајот на книгата нишалото оди кон субјективизмот и Берг. Апсолутна крајна амплитуда на субјективистичкото, психологистичкото, сензуалистичкото, затоа што го ја вовидува категоријата на возвишеното како нагон за самоодржување пред болката и опасноста и восхитувачкиот страв на возвишеното, пред големината пред која ние како гледачи се соочуваме. И ке речеме тука останува веројатно со Хјум, оти знаеме дека Хјум е некако субјективистички настроен, меѓутоа Хјум воведува една категорија на вкусот, нова една категорија која што ни е сега значајна, ни отворена нова перспектива, со воведувањето на квалификуваниот наблюдувач, малку ни ги меша нештата, не знаеме како ќе води платното и затоа имаме 3 точки to be continued, за да видиме што ќе се случи всушност во вториот дел и како оваа приказ на субјективното и објективното понатаму ќе продолжи. Оно што го дава историскиот пристап е тоа што не мора експозицијата да се води низ нишките, низ овие кои што јас денеска ги извлеков, и затоа што дава една пожива, едно место за пожив диалог со старите филозофи, за да може не само да одговорат на овие главни прашања на естетиката, туку и да се представат оние можеби минорни, за некого може не, прашања кои што нам не се исклучително важни. И само ќе наведам неколку. Например, како поетскиот клан или остракизмот на поетите кај Платон и воведувањето на категоријата вистина заедно со категоријата на убавото и на етичкото кај Платон. Дискусијата за катарсата кај Аристотел, меѓутоа и миметизмот на литературата повторно кај него. Воведувањето на реториката пак сега како се случува во естетиката кај Псевдо Лонгин, категоријата сјај од Плотин па натаму во средновековието, како тоа би се гнездило сега во големата теорија за убавото, уметноста како имитација одеи во средновековието, а интересно е што сите овие филозофи си земаат некоја посебна уметност како некој медиум низ кој што ќе зборуваат за естетичките прашања, па например Дидро зема театарот како клучна уметност за решавање на општествените проблеми. Не планирам сите да ги наведувам, нормално. Ваше е да си одберете која за вас е најинтересна или најинспиративна за читање. Делото е повеќе слојно и навистина може да се археолошки да се пристапи од секој аспект. Она прашање кое што секој историчар на филозофијата во оваа трета декада на 21. век треба да го одговори кога пишува вакво дело. И зборувам зашто денес го спомена тоа и колегата Вангел, екстра специјалистичка средина во која што не смеете да знаете вие историја на филозофијата од Талес до Дерида или каде кој да е. Затоа што мора специјалистички да знаете еден автор, па дури можеби едно дело. И во таа смисла ми се чини дека имаме голем куриозитет денеска да сведочиме на раѓањето на едно вакво дело од еден автор. Ние имаме истории на естетиката, меѓутоа напишани од 20 автори. Во оние, да речам, зборници и хрестоматии за дисциплините. Мислам дека професорот Джапаровски го одговара ова прашање во првите 2 пасуси од поглавието за Сократ, каде што го цитира Касирер од Есеи за човекот и ќе го цитирам дословно.
Можеби ниеден пример не е покарактеристичен и попоучен во овој поглед од промената на нашиот портрет за Сократ. Го имаме Сократ на Ксенофон и на Платон, имаме стоички, скептички, мистички, рационалистички и романтички Сократ. И тие се сосема различни. Сепак тие не се невистините. Секој од нив ни дава нов аспект, карактеристична перспектива на историскиот Сократ и неговата интелектуална и морална физиономија. Платон во Сократ виде голем диалектичар и голем учител по етика. Монтењ виде во него антидогматски филозоф кој го признава своето незнаење. Фридрих Шегел и романтичарските мислители го ставија акцентот на Сократовата иронија. И сега професорот тука коментира. А ако се согласиме со мислењето дека фактите и вистините поврзани со филозофското минато, но со учењата и со системите на најзначајните филозофи и мислители стануваат се помалку важни или дури стануваат и беззначајни, ако кон нив не се гради еден постојан однос на толкувања и на повторни толкувања, реинтерпретации, и дека тоа е еден постојан процес што тече и никогаш не запира. И мислам дека тука е одговорот на прашањето дека секоја традиција, секој јазик, секоја каква и да е историска заднина има потреба од вакви постојани реинтерпретации и тоа да бидат нели во еден постојан тек кој што никогаш не запира. И тоа не навраќа кон една теорија на Гадамер, она негова идеја за фузијата на хоризонтите, за слевањето на хоризонтите, во која што тој вели дека ниедна идеја, значи која да е идеја на Сократ, на Платон, на Берг или на Аквински, не може да претендира на еден објективен хоризонт. Затоа што во секое време и од минатото, меѓутоа и во сегашноста е вградена некаква заднинска структура на култура, образование, историја, традиција. И затоа, ако сакаме ние денес да влеземе во некаков друг систем на мислење и ако сакаме да го разбереме, да влеземе во еден смислен диалог, ние мора, вели Гадамер, да го стекнеме соодветниот хоризонт на испитување за прашањата што произлегуваат од средбата со традицијата. И тука мислам дека тоа всушност го прави професорот Джапаровски, ни прави еден, како да речам, наш македонски хоризонт на читањето на естетичките идеи од минатото, затоа што во ниедна од естетиките со кои што тој суверено се користи низ целата книга, нема да видите разработка на псевдодиониси Ареопагите и византиската естетика, нема да ја видите теоријата на Петрушевски за катарсата, нема да го видите Старделов како се кара со Декарт во врска со улогата на рациото, ниту пак ќе видите разработка на категоријата возвишено низ стиховите на Конески, а уште пак помалку ќе видите еден интимен искурс на професорот Джапаровски, како тој на еден конкретен начин во една конкретна уметничка инсталација заедно со уметницата Искра Димитровска го реинтерпретира Плотин, прашањето за телото, душата и духот во уметничкото дело портретот на Плотин. Во таа смисла, во воведот професорот го цитира Андричи и прашањето за тоа колку нашите дела ќе, со оглед на тоа што дека се ефемерни и променливи и пропадливи, не ќе остават барем некаква трага. Мислам дека дали ќе оставиме некакви крајпатни знаци во ова наше лично, интимно и субјективно патување. Ми се чини дека задачата е исполната, крајпатните знаци се апсолутно поставени и ние долго ќе се водиме во естетиката, имајќи ја предвид историјата на естетиката. Јас со нетрпение го очекувам вториот дел, ви препорачувам да ја прочитате книгата. Ви благодарам. Почитувани присутни, Ханс Георг Гадамер вели дека лош херменевтичар е оној што сака да го има последниот збор. Јас токму затоа го потенцирам, ова не е последен збор и не треба да биде, затоа што нешто предстои, веќе беше и навестено, именно вториот дел од мојата историја на естетиката, која носи поднасловот или ќе го носи од насловот од Кант до Данто. Тоа е она што треба да го
напишам, работам на неа. Летовас се надевам ќе можам повторно да го препрочитам Кант, Хегел, Шелинг и голем дел од филозофите на 18-19 век. Сакам да се заблагодарам на промоторите, на Јасмина и на Вангел. Ме радува и најголемо задоволство за еден професор е кога неговите студенти ќе бидат подобри од него. Мислам дека нивните беседи го покажаа тоа и нивното исчитување на она што јас го напишав во првиот том од историјата на естетиката. Да ви се заблагодарам на сите вас што сте тука присутни и да ви посакам многу среќа и радост, да имате задоволство како што имам и јас, да се занимавате со убави работи, а јас го имам тоа задоволство затоа што мојата дисциплина естетика е главно посветена на убавината и на уметноста и тоа ми прави задоволство и еве во ова време во кое што веќе не држам предавања и за да не го направам тоа, ќе ве поздравам уште еднаш, ќе се заблагодарам и на Филозофското друштво, и на Филозофскиот факултет, и се разбира задоволството ми е што токму во оваа просторија се случи промоцијата на мојата книга. Ви благодарам уште еднаш.